Почитувани, во моментот Зоран Заев одржува седница на влада за одобрување средства за подкуп на фирми. Заев спротивно изборниот законник денес на дневен ред на владата ставил точка за гласање без расправа, доделување на финансиска поддршка на 159 компании, на само 4 дена пред одржување на локалните избори. Ова е предлог дневен ред за одржување на денешната владена седница, а од истиот се гледа дека се прави флагрантно кршење на изборниот законник, а се разбира институционален подкуп за што следи одговорност. Зоран Заев и сите членови на владата денес треба да знаат дека со гласањето на оваа точка на самата влада прават кривично дело за кое што ќе одговараат. Со ова се крши член 8а од изборниот законник, чиј што став 1 и 2 најостро забрануваат исплаќање на буџетски средства во тек на кампањата. Членот 8а, став 1, точка 3 вели: не може да се вршат исплаќање на плати, пензии, социјална помош или други исплати и материјални надоместоци од буџетски средства или од средствата на јавните фондови, кои не се редовни месечни исплати, односно сите едногодишни трансфери и исплати или еднократни трансфери од буџетски средства или од средства на јавни фондови, ниту пак да се оттуѓува државен капитал, ниту да се потпишуваат колективни договори. Истиот член, став 2, точка 1, забранува да се исплаќаат субвенции кои не се редовни месечни исплати во период од 20 дена пред отпочнување на изборна кампања, па до завршување на изборот. Почитувани, ја повикуваме ДКСК да реагира и да отвори постапка. Ги повикуваме институциите да реагираат. Ова е очајнички обид на Заев и СДСМ преку подкуп да извршат влијание на волјата на избирачите. Ако СДСМ е сигурен во победата, исплатата можеа да ја направат една недела по изборите. Доколку пак и мислеа добро на фирмите, тоа ќе го направеа многу порано пред изборите. Многу е важно да знаат и граѓаните и фирмите дека финансиска помош на компаниите и поединци ќе продолжи со ВМРО-ДПМНЕ, но тоа нема да се прави на 4 дена пред гласање, туку континуирано. Владата е слуга на народот и не смее државните средства да се злоупотребуваат за изборни цели. За ова грубо кршење на законите и подкуп од невидени размери ќе бидат известени сите меѓународни организации кои го следат изборниот процес и странски представници во земјата. А истовремено и ќе поднесеме соодветни пријави до институциите. Ништо не го спасува Заев од пораз. Ви благодарам на вниманието.